Од студиото на Утрински печат велам добро утро за нашиот гостин, професор доктор Арбен Таравари, се уште веде председател на Алијанса за албанците. Во сабота е закажан вонреден конгрес на Алијансата за албанците во Тетово. И, господине Таравари, вие сте единствениот кандидат за председател и немате конкуренција во изборот. Очекувате голема поддршка од членството? Па, ние имавме период во кој што јас сум веќе од 17 септември, ако не се лажам, веде председател. Ми требаше период за да се сретнам со сите структури, почнувајќи од Ликово до Струга, па до Долнени, Крушево, Прилеп, таму кај што имаме ние структури. За да се видам и два пати поминав цел тој терен. Мислам дека има расположение, меѓутоа сепак делегатите од Конгресот се тие кои што треба да одлучуваат на непосредно гласање за тоа кој ќе биде иден председател на Алијанса за албанците. За сега единствена кандидатура е моја, меѓутоа не се исклучува можноста и во Конгресот. До сабота можно е? Не, до сабота рокот беше 2 недели пред Конгресот, меѓутоа може би во самото одржување на Конгресот може да се појави уште некој кандидат и не може да се спори, тогаш би се одело на гласање и така би се одело, ќе се оди на гласање, па ќе видиме. Мислам дека има расположение. Тоа што ме прави да сум среќен е тоа што сме сплотени сите едни со други, заеднички продолжуваме, нема некаков раскол или недоразбирање во партијата. И тоа е многу битно за сите партии кога се случува транзиција на лидер на партија, на председател на партија. Господинот Цела е заедно со мене, заедно сме во екипата, се надевам и понатаму ќе биде во поблискиот тим кој што ќе ја раководи Алијанса за албанците. Инсистирав и кај него да биде дел од екзекутивот, да речам, на извршната власт на Алијанса за албанците. Кои други прашања се на дневниот ред на Конгресот? Па нема посебно, две точки имаме. Едното е статутот на партијата. Имаме ситни промени на статутот, кои што повеќе се за некои ситуации кои што не беа предвидени порано во статутот. Например, не беше предвидено доколку се повлече председателот на партијата, што се случува. Ова што не се случи. Кој во таа ситуација би го заменил, немавме тоа во статут. Така да бројот на членови на Централно председателство, број на членови во Централно собрание, ситни е, да речам, корекции кои што ни даваат од тоа што го работиме последните 7 години како партија, одредени работи кои што ги увидовме во вонредни ситуации кои што не беа предвидени во статутот. Нормално статутот е жива материја, партијата со тек на своето функционирање и гледа одредени слабости или недостатоци што има во статутот, па затоа ќе побараме од делегатите на Конгресот да го изгласаме заедно, да ги изгласаме промените. И втората точка е изборот на председател. Друго нешто немаме, се надевам дека за 4-5 часа ќе завршиме. Така, она што останува после Конгресот е она што се провлекува веќе некој подолг период, а тоа е прашањето дали Алијанса ќе остане во опозиција или пак ќе влезе во владата на премиерот Ковачевски. Алијанса за албанците е генерално во опозиција од 2016 година, кога првпат излезе на избори, и само дел од 1 јуни 2017 до некаде септември, ако не се лажам, 2017 бевме во власта, кога сметавме дека треба еден режим да падне. Тој режим беше составен од ДУИ и ВМРО на Груевски тогаш. Тогаш помогнавме со нашите 3 пратеници, толку што имавме, за да се направи мнозинство 62. И се уште сметаме дека тоа е клучниот момент за Македонија, кога таа почна да го изодува оваа што го одиме сега, да бидеме членка на НАТО, и евентуално да ги започнеме преговорите, и од тогаш нормално излеговме од власта. Знаете, после локалните избори 2017 година, кога не подценуваа дека Министерството на здравство не и припаѓа на Алијанса, треба друго министерство, и ние се повлековме. Цел период сме биле релативно конструктивна опозиција, одредени периоди кога требаше да се направат одредени промени
во уставот на Македонија или други работи, референдумот или Преспанскиот договор, секогаш сме ги поддржувале и тоа без никакво условување. Повторно сега сме во еден, да речам така, многу битен момент за државата, кога сме направиле огромен број на промени, само треба да се вметнати бугарите во уставот. И сметам дека Алијансата, сум го кажал тоа јавно и сме го кажале сите од Алијанса, дека ќе го поддржиме без разлика дали сме дел од позиција или опозиција. Така. Точно така, токму така како што кажавте вие, имаше одредени озборувања дека не Алијанса ќе биде, нема да биде, и ја не можам да го оспорам тоа, дека на пониско ниво, посебно меѓу пратениците, се зборувало ова и тие да кажам, муабети кои што излегува во јавноста, посебно во ДУИ, знаете, се случуваат одредени, да речам, тектонски промени, не знам како ќе завршат, тоа е нивна работа. Да. Им требаше некако како заштита дека, ете, ако вие си одите, можеби ќе се прошири владата, и во СДСМ мислам дека имаше одредени струи внатре. Вие имавте разговори со премиерот Ковачевски? Јас имав една средба со премиерот Ковачевски, меѓутоа во таа средба ние зборувавме повеќе за борбата против корупција и криминал, и второ, он побара од нас како Алијанса, од нашите пратеници, да ги поддржиме сите закони кои што ќе бидат со европско знаме, значи што се однесуваат за нашите подготовки за почеток на преговори, бидејќи нели имаат проблеми со кворумот, и јас им кажав дека во име на нашите пратеници нема да има никаков проблем за тоа, меѓутоа не се начна темата за владата воопшто. Меѓутоа неформално се направени вакви разговори, ја не го кријам, меѓутоа меѓу председатели на партии, меѓу мене и господинот Ковачевски немало такви разговори воопшто. Така, сакате да кажете дека има повисоки мотиви за оваа иницијатива за влегување во владата, евентуално, значи, она што блокадата на собранието, дали има уште нешто, се спомнува и дека имате конструктивни планови за поддршка на борбата на владата против корупцијата, реформи на правосудството, ветингот, исто така. Ние имавме пакет на мерки кои што рековме дека ќе бидат единствен наш услов за да ги изгласаме уставните промени. Што се тие пакет мерки, ме прашуваа скоро месец и пол. Нашата пиар екипа сметаше дека ни треба момент, и моментот дојде. Тој пакет на мерки е борба против корупција, пакет на мерки за борба против корупција и функционирање на правна држава. Во тој правец нашата екипа во Алијанса за албанците веќе изготви повеќе закони што се однесува за борбата против корупција, како ветинг на јавни обвинители, на суди, на доктори во терциерно здравство, за образование, и тоа високо образование, факултетско образование, и таму ветинг, одземање на имот на луѓе кои што стекнале на неправилен начин. Тоа се сериозни проблеми со кои се овие се нашите услови за да го изгласаме. Не дали ќе бидеме дел од владата или ќе останеме во опозиција. Ние не мора да бидеме дел од владата, меѓутоа оваа ќе бидат наши услови овој период, владата да покаже дека има навистина добри намери и сака државата да оди напред. Сметаме дека овој период на скрининг кога се прави за државата, подобро сега да почнеме со овие пакет мерки, да покажеме резултати, не само да носиме закони. Тој се бара од нас всушност цело време. Да покажеме резултати, ако се покажат одредени потези од владата со кои што ќе покажат дека се подготвени да изодиме оваа, како да речам, овој пат да го изодиме. А гледате, последно време се почна и амбасадорите. Ние овој пакет на мерки не го подготвиме сами. Имавме меѓународни експерти, меѓутоа и тукашни од Македонија експерти кои што ни помогнаа. Потоа овој пакет на мерки го презентиравме прво пред позначајните амбасади во Македонија, од кои што безрезервно добивме поддршка. Гледате, и амбасадорите сега последно време посебен акцент е тука, и навистина состојбата е алармантна. Ако ги гледаме сите случувања што се случува во Македонија, навистина е загрижувачки начинот на кои одредени предмети паѓаат и застаруваат, како одредени
суди и обвинители се избираат. Навистина ова е веќе се поставува јавно прашање и од најбитните амбасади во Македонија. Така, алтернатива, вашиот некогашен партнер, сега е најголем противник за влез на Алијанса во владата на Ковачевски. Зошто алтернатива не ве сака во владините редови? Јас не знам дали не сака или не сака, меѓутоа тоа е ирелевантно и небитно за нас. Ние не сме ни разговарали ниту со алтернатива, ни со ДУИ, ни со ДСМ, конкретно зборувам за мене. Иако имало, реков тоа не го негирам, одредени пратеници и пратенички да седнат да разговарат во оваа тема, меѓутоа не ни се случило нешто да ние сакаме да влеземе, алтернатива не ни дозволува. Не дошло до тоа. Јас се надевам, ќе видиме како ќе се случуваат работите, не сакам нешто да тврдам, меѓутоа Алијанса иако влегува, тешки ќе бидат условите и не верувам дека би можеле да ги прифатат сегашните партнери на коалиција, бидејќи реков, нашите услови ќе бидат беспрекорна борба против криминал и корупција, која што мислам дека е неприфатлива понуда за партнерите во коалицијата. Мислите на ДУИ пред се? На сите. На сите. Без исклучок. Така. Како што рековте, навистина и амбасадорите и меѓународната заедница цело време нас не критикува за корупцијата. Само да ви кажам дека месец дена пред да почнат амбасадорите јавно да зборуваат, ние го испрезентиравме нашиот пакет на мерки. Мислам дека може би и тоа влиело, иако не се сомневам дека амбасадите генерално инсистирале цело време за да има не само закони, туку и имплементација на овие закони. И мислам дека Алијанса за албанците малце како да тригерира, како да катализира тие да бидат се погласни и погласни, што на нас како опозицијска партија, како Алијанса на албанците, реално ни одговара. Ова е нашата агенда пред се овој период. Евентуалното влегување на Алијанса во владата ќе значи и губење на оној опозицијски притисок што вашата партија веќе подолг период го прави. Нели е, сметате дека малце покомотно да бидете во опозиција и да бидете ваков критичар и коректив на власта? Или... За нас е идеално да бидеме во опозиција и да се продолжиме во опозиција. И за рейтингот на партијата? Апсолутно, нема дилеми. Меѓутоа, знаете како, и 2017 кога излегувавме од владата, многу луѓе, аналитичари ни викаа сгрешивте, подобро да бивте дел од власта. Меѓутоа, ние имаме некакво достоинство како партија. Тогаш ни дадоа министерство без портфел и кажавме дека фала, ние си одиме опозиција, не ни значи ништо тоа. И сега повторно за нас е многу подобро да останеме во опозиција, сметајќи дека за една година ќе има избори. Так. Меѓутоа, доколку дојдеме во ситуација која што е битна за државата, ние сме го кажали ова и пред да започне овие, да речам така, во наводници разговори за, или моабети за влада, за техничка или експертска влада. Ако се сеќавате, јас го зборам ова веќе една година, а имав и колумна, ако не се лажам, некаде април или мај, дека периодов на Македонија може би треба поширок консенсус. Не сметајте тука само за Алијанса да биде дел од владата, туку да има експертска влада, техничка влада, наречите како ќе кажете, да бидат вклучени сите партии. И друг излез нема да се направат одредени промени во уставот, да помогнат сите да бидат инклузивни во овој процес, за се да се критикуваме, освен за европскиот пат на Македонија. И во ваков случај, тука сме закочили, а не треба да се одделиме, одцепиме од Албанија. Не треба да ни се случи 2023 година да ни заврши без да се направат тие промени кои што сами сме ги прифатиле. Значи, било француски предлог, меѓутоа ние сме го изгласали и сме го прифатиле. Така да не смееме да останеме, има да знам дека 2024 сигурно ќе има избори и ќе го продолжиме истиот пат, не е и да задосиме не е нешто 5-6 месеци. Меѓутоа, ако дојде некоја гарнитура која што ќе оспорува све
и ќе ни треба уште 5 до 10 или наново 15 назад да се години враќаме. да почнеме од почеток, па до кај ќе стигнеме. Нема ни истата понуда да Видете, биде. веќе и луѓето се нетрпеливи, ни бегаат повеќе млади. Ја мислам дека Да, овој период можеме и миграциите сите партии да дадеме нешто од себе, да ја помогнеме на државата, да се започнат преговорите, да влеземе во шини како што треба, да бидеме под контрола и на Европска Унија, така да се воспостават одредени стандарди и да се вради барем малку надежта на тие што сакаат да бегаат или тие што се отидени и се уште не се одлучени дали ќе продолжат да живеат во странство или можда да се вратат назад. Така, во целава ова, во сите овие муабети за евентуалното влегување на Алијанса во владата се спомнуваат и некои министерски места. Дали сметате дека партијата има и кадри, има и иницијативност да раководи со некои министерски функции? Апсолутно, ние бевме, сега ова е нескромно, меѓутоа ние бевме во влада 100 дена. Да. Имавме едно министерство 2017 година. И успеавме за 3 месеци, 3,5 месеци, некако да ја вратиме надежда во институциите, тоа што недостасува во Македонија. Луѓето не и веруваат на институциите. И со Министерството за здравство успеавме да бидеме по рейтинг и пред премиерот Заев, кој што беше во кулминација на својата кариера. Со тоа сакам да кажам дека имавме екипа во здравство кои што беа 10-15 луѓе бевме заедно. Постојат екипи, видете, елитарна албанска партија во која што грото интелектуалци, професори, доктори, инженери, правници кои што се членови е Алијанса за албанците. Веќе е елита на интелектуална елита во Алијанса за албанците. Алудирате повторно на Министерството за здравство? Видете, воопшто тоа се шпекулации, тоа сакав да го кажам. Јас слушам сега и ми честитаат некои 7-8 имиња на министри кои што воопшто не е ни дискутирано со некого, ниту во овие неформални разговори. Не е ни разговарано за кои министерства би ги земали или не би ги земали. Воопшто, значи, целиот муабет овој период било дали би ни помогнале, дали би било добро да се прошириме, дали евентуално како да се створи 80. Значи, целата тема била ова, меѓу нашите пратеници на СДСМ и ДУИ. Меѓутоа, воопшто ни во еден момент не е разговарано за кое министерство евентуално би го земала Алијанса за албанците. Така, И тоа е и релевантно, верувајте, тоа ни е небитно. За нас е битно дали можеме сите заедно да направиме 80-ка и ако треба ни едно министерство нема да земе Алијанса, да го спроведеме пакетот на мерки за антикорупција и ние ќе бидеме, да речам, ќе ја поддржиме комплетно владата без ни една функција или министер или директорско место. Само ни е целта да оди општеството и државата напред. Така, ако случајно се создаде тоа мнозинство за отварање на Уставот, таа вашата иницијатива за уставните промени со промената на формулацијата за 20%? Видете, јас би сакал уште еднаш да објаснам, оти имаше и такви тенденции да ме прикажат како голем националист и шовенист и не знам што. Јас сакам да кажам дека албанскиот јазик е официјален јазик во Македонија. Македонскиот и јазикот кој што го говорат над 20% од жителите кои што живеат во Македонија. Што е нашето барање? Не од сега, од пред 5-6 години. Абе, луѓе, оваа што е над тие 20% да се смени со албански јазик. Инаку има закон за употреба на јазик, на албански. И тој јазик не е закон за употреба на албански јазик, туку е закон за употреба на јазик кој што говорат над 20% од население. Нашето инсистирање, и за ова сме го зборували и со СДСМ и со ВМРО, искрен да бидам, и имало и од нив декларативна поддршка. Не ни значи нешто тоа дали ќе биде над јазик кој што го говорат над 20%, туку да стои албански јазик, законот си се применува. Знаете драмата што се правеше 2017 година во Струмица и во Гевгелија ќе мора да научат албански, што нема врска, денеска сме 2022 година. Тоа се некои собирање ефтини политички поени. Знам, меѓутоа времето покажува дека не е така и потоа тие што го кажуваат тоа испаѓаат како несериозни. Значи нашето барање кое што мислам, барем тоа јавно го кажале и Ковачевски, Заев и Мицковски, дека не им пречи место да стои јазик кој што го говорат над 20%, да стои албански јазик. Ако одиме по меѓусебен респект меѓу нас кои што живееме, соживуваме овде во Македонија,
Ја мислам дека не сакам да стои како мој услов. Ја сакам тоа да го видам како почит од моите сограѓани, кон кои што мислам дека последните 5-10 години сме биле уз нив во секое лоше и добро, обидувајќи максимално да поддржиме се што во цела оваа битка што македонците го правеа не со Грција, па со Бугарија, драматични да речам со сите години, соседи. драматични одлуки во секој случај. И при крај на овој разговор сакам да ве прашам што се случува со општина Гостивар, реизбран за градоначалник, една година го терате вториот мандат. Како ги решавате проблемите? Штеди ли Гостивар електрична енергија? Да. Локалните проблеми како се решаваат? Ова е веќе пета година како сум градоначалник, пета година плюс 1 месец сега. Искрено се обидуваме максимално да дадеме се од себе, како последната година ни една година не била тешка. Значи последната година се соочуваме со високи цени генерално. Цените што ги наплатуваме од данок и од други давачки што се во општината се многу ниски. Од пандемијата некако не сакаме да им вршиме притисок на граѓаните да уплатуваат даноци, вода, мада им ги пуштаме сите тие законски обврски што ги има, меѓутоа не сакаме со извршители да платат камати плюс давачки и некако сме биле тоа е на штета на општината, на буџетот на општината. Ние само се задолжуваме и периодов сме решени дека немаме друг кочајре него да почнеме и да ги пуштиме, мораме да ги наплатуваме бидејќи ви велам се задолжуваме многу плюс сметките. Например, порано месечно плаќавме околу 50-60 илјади евра струја за училиштата и за градското осветување. Сега тоа е околу 250 до 260 илјади. Значи скоро 5 пати, 4 до 5 пати повеќе од колку порано. И верувајте, за 6-7 месеци околу 1,5 милион евра наплатуваме струја и нафта, посебно овој период и нафтата, нели мазутот е поскапен. И ние како општина годишно имаме околу 2,5 до 3 милиони евра капитални инвестиции. Ако вие уплатувате за струја и за нафта 1,5 милион, значи ви останува за капитални инвестиции не повеќе од 1,5 милион. Да, така да, тоа е многу мала сума за некои сериозни. Има одредено незадоволство и од граѓаните, бидејќи тоа што е ветено минатата година беше невозможно се да се испорача, мада околу 60-70% од тоа што сме го ветиле сме го направиле, меѓутоа повторно постои одреден гап кој што не успеавме поради финансиската криза. Да се надеваме идната година да биде подобро. Нормално правиме секакви обиди за штедуваме, со училиштата сме. Така, дали училиштата се приклучија кон владината програма за повластена струја? Да, ние направивме барање, меѓутоа вчера добив информација дека сме одбиени, не знам зошто. Имало приоритети одредени општини, не знам кои општини, не ја знам точната причина, меѓутоа имаше одредена папирологија на која што работевме околу 2 недели со екипата и ги однесовме и вчера ми кажаа дека за општина Гостивар е одбиено. Не Сите училишта? Сите училишта. Ние како пакет го направивме од општината и го пуштивме за градинките и за училиштата. И баш вчера добив информација дека се е одбиено. Зошто? Се уште не знам точно, не би сакал да кажам нешто што не е точно, меѓутоа едно е сигурно дека сме одбиени. Така, тоа претпоставувам ќе значи. Иако се обидуваме во училиштата, веќе одредени училишта направивме една смена да работат таму кај што може, спортските сали ги затворивме, инсистираме да и часовите по физичко образование да се одржат по класови, да биде теоретска настава, барем овој период 2-3 месеца. Да се заштеди дури од колку што можеме максимално да се заштеди, да. Така, професионално како лекар сакав да ве прашам дали во овој период работите и со пациенти, па и со студенти како редовен професор на медицинскиот факултет? Апсолутно да, значи не прекинав од кога станав министер 1 јуни 2017 година до сега скоро секоја среда, можеби има годишно 4-5 среди да не одам, прегледувам до 50 до 60 пациенти само среда. Инаку неделно до 100 пациенти, инаку има пациенти, вие знаете како кога сте доктори во кафана ќе ви седнат, и во канцеларија во општина ќе ви дојдат,
и на паркинг ќе ве застанат и ве прашаат и морате да дадете одредено второ мислење. Генерално доаѓаат за второ мислење или за одредена терапија или одредени испитувања. Јас си продолжувам како лекар, поинаку и не можам. Продолжувам и со домашни посети, некогаш ќе ме викнат и дома да прегледувам пациенти. Во Гостивар, во Скопје, во Тетово, во Така, Струга. ревностно си ја завршувате и Ја ова мислам дека работа. тоа е најубавиот дел од мојот живот. Тоа го правам со најголемо задоволство и многу сум среќен што уживам во мојата лекарска професија. Така, и при крај сакав да ве прашам, исто, еве, пандемијата полека утишува, како лекар и како поранешен министер за здравство, може да ми кажете едно ваше мислење како се справивме со пандемијата и целиот здравствен систем како се справи со Јас бев ова? еден од поголемите критичари за пандемијата, за тоа како се справуваме. Ја не критикував за тоа што бевме опозиција, туку ради тоа што како ни покажуваа бројките. Нашиот морталитет кој што во тие бројки сигурно уште половина не се вбројани, бидејќи не се регистрирани. По морталитет сме меѓу топ 5-6 држави во светот. Точно тоа. И по бројот на инфицирани во генералниот број на жители, повторно сме меѓу полошите во светот. Не успеавме некако да имаме кампања со која што имаше нели многу лажни вести тогаш, многу шпекулации за вакцини. Многу задоцивме во однос на сите држави соседни, не сакам со Америка да се споредуваме и со Англија, туку со соседните држави. Околу 2-3 месеци подоцна почнавме од соседните држави со вакцинирање. Тоа кошташе човечки живот. И тоа не чинеше многу. Човечки живот поскапо од тоа нема. Меѓутоа, тоа е тога, ова нека биде поука за сите нас кои што работиме во здравствениот систем, да размислуваме дека две најбитни работи за државата, после правосудниот систем, се здравствениот и образовниот систем. Затоа да се обидеме сите заедно да инвестираме таму, да го направиме и да го изградиме така што треба, да биде одржлив и функционален, затоа што таму ни е животот и учењето. Зависи од тие два система. Така, јас ова утро имав разговор со еден наш професор историчар и со него констатиравме дека истите грешки што се провлекоа во изданието на учебникот за историја и општество на македонски јазик ги има и во албанскиот, значи кој што во учебникот на албански јазик кој што е отпечатен во 7000 примероци. Како вие гледате на овој актуелен проблем? Видете, вакви драми се случуваат во системи кои што не функционираат. Не може еден учебник да оди без да се лекторира, без да се прегледа рецензира од експерти. Нас не се случува и одредени преводи на книги кои што се преводува со копи-пейст, а тоа беа да речам книги кои што се од светско реномирани автори, меѓутоа го преведуваа студенти, средношколци кои што за ситна пара преведуваа. И за жал ни се повторува повторно. Замислете од вакви книги во кои што има скандалозни грешки, нашите деца треба да учат. Не знам што да кажам друго, освен дека дефинитивно затоа и опаѓа довербата на граѓаните во институциите. Доктор Арбен Таравари, ви благодарам за гостувањето во Утрински печат. Ви благодарам за можноста.